Епа! Живи сме? Да! Леле, преяко, Господе Боже! 6 месеци немам шега кажано на живи луѓе. Со точки не во вецено, со плочки не почнав да правам муабет кој ненормален некој, Господи, прости ми. Жена ми ме прашви, чо правиш море уште во веце кој некој тинејџер, викам, давам се од себе. Љубави. Па шо даваш се од себе? Не кажувам море. Сакам во браков и мистерија да имат. Една мистерија, шо? Да ви се извинам што вака мора да сте сите со маски, јас не знам дека е клето, но нели безбедноста пред се, ќе држам дистанца. Господе Боже, во овој период какви се маски не видовме. Сите возможни, невозможни модели, луѓе во креативност на шеска уклучија. Поготово од кога се донесе законов да те збучат и да морат джандариве по 100 казни дневно да направат. Она, знаеш, не љути се човече од прилика, така. А виде цајкан одма, леле, маската кај ни беше. Земаш, не знам, танга стават некој, шо се нашло, Шамивч, Раткап на братов. Овде со салотеп, со она, со креп трака, шо е, така се носам, бе, брат, чо ми имаш? Сега кажаја, од СЗО ова било најбезбедно. Раткапна од југо. Подскршена овде ради филтрација да имат малце. Страшно џаје. Заебанција тотална со маскиве. Плюс ако стаиш и на очари или ако мораш да носиш на очари со маска, немат посмртоносна комбинација. 6 пати се загинав. Жена ми ме пушти, ој купи леп млеко, нешто за децава, одам сат време ме немам, ме барат по телефон, викат, кај си Стоко? Не знам. Место на продавница, дајам некаде забегав онаму. Цело време вака со бришачи ондека. Катастрофа тотална катастрофа. Ги гледам по кафичиве исто, левел одма се крена. Стаени машчиња и плюс она со плексиглас, визир. Име море му измислија на она глупоно што е плексиглас од на ефтинион, визир да се викат. Да, ова го носиш, ки имаш визија. Ако не го носиш, визир она ако е, маска за швајцовање беше порано. За шпун да не те погоди, да не оќориш, за то беше она, пластика заштитно. Не стаено со циркончиња, со преубо, порано за ногти така се потресвеа. Кога ќе појдеа ногти, поготово пред празници, пред Великден, пред Божик, она, разбираш, пред Бајрам со баклава направени, потурени со шербет, ноктињава со преубо, со фстаче стаено. Трепонај преубо. Овие нашиве за Великден, за она стаено иконостас нацртан цел. За кој ќе и љупниш рака да ти поможит. Скроз. Кога ќе влезит на козметичар за празници, прашвија козметичар, да, а зограф имате? Сакам да сум комплетна. Ја љубиш и оставаш 100 денари, викаш за многу години. То порано беше. Сега скренвет со визир, со маски, некој со циркончиња и се понашат ко на неа да носит, не знам, долен веш од Викторија Секрет косинки имат, пластика море обична е. Порано да ги тераше, такви работи да стат, она маска некоја од застава трета смена, татко ишо швајцовал на времето. Кому било неубо, мајка и велела, стаја мори маска, да ќе ни замени, не ќе те видит. Стаја мори жити, се ова, не, вакви глупости не носам. Сега стаено со лед диопчиња, со све, ги гледам се понашат, знаеш, здраво повелете, супер, све ми идат да појдам на машчено да ги хухнам и да ги напишам лове. Stay with us. Преаки. Али мислам дека
Најпогодена категорија во ова време, невреме, во овој проклет хаос. Не беа ни угостители, не беа ни, не знам, туризмот, не знам, уметници, музичари, глумци, појма немам, никој од нив не беше толку погоден како тие што клецат туѓи жени. Господе, овие швалериштава опасни. Тој што клеца туѓо знај, најпој ќе ги погоди кризава. 6 месеци, човече, да не видиш голф караван паркиран горна порта. Вие знаете што е тоа? Жими се, секоја вечер излегвев да поминам она да видам, иштав ме фати. Немат, бе, бате, немат. Немат закони, ко донесоја полициски часови, нема, за лек немат. За лек, пример, некој видовид да ти речи, ќе оиш горна порта, голф караван, ќе видиш, ќе ти поможи. Немаше. Она, дур шеташ да видиш джамчина испотени внатре. Она, музиче некој се слушат и ова, балансират амортизериве, денаваму. Денсат голфчево. И туку ќе видиш наеднаш само рака на стакло испотено. И викаш, вечера преако е, семки земаш, другарите ги викаш. Она, софт порн гледате, преако. Грицкаш семки и туку гледаш полутка на шовршајбна. 2 полутки вака. И овде диши. Зашто имаат акција внатре. И како што се одвива акцијава, гледаш и 2 рачиња одма до полуткиве. Викам, која е позава, човече? Аха, тој значи вака, таја вака, менјачовка е. Ми немат логика. Еј, живи се, да не укинеа полициски часови, ова нова револуција ќе имаше, овие ќе почнеа со мадиња да фрлет по Филипче. Ке рече, на ти ги пичка ти материна, земи ги ти да виш како е. Он кај ми потекоја. Како да го измрстам лососов. Не фаќат во плитконо. Ова животиња е, бара длабинавате. Море да боцнам овде нафта кистам, море, еј! Свесен си ти или не? На ти ги пичка ти материна! Протест со ташаци пред Министерство за здравство, она. Заебана револуција е со ташаци, она, знаеш. И една работа сватив, она, буквално, периодов, освен пред зграда, не можеш да мрдниш никаде, само по шуми, по парко и пред зграда. И сватив уствари дека во овој период доста добро ја запознав околината. Да, ги запознав соседите. Порано, знаеш, ке се видовме, добар ден, никому ништо, помини, замини, небате, сега ги гледаш и тука се. Имаш too much free time, немат бегање, соседот тука, и ги запознав она ептен, например, приметив дека имаме еден многу специфичен во зградата кај што живеам, една мала увертира, значи зградава наша немат вентилација во кујната. Знам дека не ви е битно, но битно е за шегава. Но има вентилација во ВЦ, а кујнава и ВЦ-во ги делите еден зид. И досетково го тупна зидот од кујната и вентилацијава од кујната ја поврза со ова од ВЦ. Ке речиш никому ништо, да, ама јас са бајле кој ќе влезам во ВЦ на помфрит ми мириса. Па кој ште мамурен ако си? О, мислам уште в пап сме останати. Седам вака, викам и 2 порции пилешки прсти донеси. Ба, и светка донеси ја платиме. Ле, не може. Она майндфак тотален е. Давам се од себе си, викам, пичка материна, човече, граф јадев, мусака излегви. Што се дешава тоа? Не дам, останвам бакшиш таму. Тотално заебано е, никако. На другиве комши пак станот му го ограбија. Никаквата, сега мислам убаво што му го ограбија нив, зашто можеше мене да ми го ограбија. Мислам, знам дека си мислите, леле, како зборвите овој неумој. Шо? Демек ти, ако ги видиш кратциве
И кај што влегме во комшијата, за да не е неубо, викаш, не, таму не одете, кај мене влезете, молим те. Не, повели, ќе ви сварам кафе, што сакаш да ми си одберете, си исто ви од све. Нормално сам, не му го посакувам тоа, ама ако треба да бирам, сам ту во него, шо? Така логика некоја има. И мислам, заебано беше што бевме на местото на удесот ние први, гледам врата, пробиена и сега нормално се јаваш во полиција, да пријавиш, да све како што си е редот, како се јавуваме во полиција, добар ден, викам полиција, да, дечко, повелете. Викам, овде кај комшијава има некој влезено, краци нешто, пуштете патрола. И тој од таму, цајканат ми вика, а на чие име се води станот? Брат, море те барам за да пријавам кражба, не те барам за да си ми жиран двостопанска за стамбен кредит, па за имотен лист вадиме. Од комшијава му кажувам име презиме. Од кај знам кој е главен дома му на чие име се води. Не знам шо му се фетиши по дома кој да е доминантниот. Од друга страна, вие факинг полиција сте, мислам, провери, таму имаш онлайн катастар. А напиши адреса, ќе ти излези, ќе дознајте, пушти екипа. Тој од таму нервозен. Мика, немој да мислиш дека ова е то така. Вие кој што си мислите на филмоине. Не ова кој на филмоине, дечко. Не, брат, исто кој на филмоине. Оригинал кој на филмоине. Science fiction е ова со доза на black horror. Тоа е. Шо треба идме кој ќе се јавиш да пријавиш, како се викат, кражба, криминал, нешто, се јавуваш, викаш, ало, полиција, добар ден, сакам да пријавам криминал и ве молам одма екипа. И ќе ти речи тој оттаму, нема проблем, ќе ви испратиме веднаш екипа, но претходно треба да одговорите на неколку енигматски прашања. Првото прашање за денес е, што е ова? Дзидосано? Концентрирајте се, значи варосано, нигде дзирка, джанам ни продзирка. И ти викаш, знам шо е, јајце, погрешен одговор, точниот е дивоградба. Повеќе среќа во наредното коло. Не, тотално се откачени, цела мала скренат измежини се. И секоја вечер пред зграда, симпозиум научен. Експерт до експерт собрани. Ама знаеш кој тип експерти? Оние што све решаваат со телче. Пример, не знам, ќумкот паднал, телче стај. Раткапнава се откачила, телче стај. Немаме пари за струјава да ја платиме, телче стај. Таков тип на експерти, чудни. И прават муабети секакви. Како ќе ја решеле тие криза, демек овие ништо не знае. Кој? Застанати обавезно вака едната нога на бандаж, застаната, кој? Ова не знаат кај терен море кој, овие. Досега ние овде море лекција измислевме, не за корона, за свет измислевме овде, кој? Јас, денеска ќе ти измислям. Ги слушам и не ми се верви, Треба море малу позитивен да си, треба си позитивен малу во криза, разбираш? Да бе, така е ова. Пример, тоа е исто ко да речиш, ако немаш кола, немаш пари кола да си купиш и оиш пешки во животот, тоа е исто кога речиш на типот, биди море малу позитивен, ако немаш кола и ако оиш пешки, малу позитива смени нешто, купи кола, ќе видиш, не тјаваш поќе пешки. Логика. Така и овие, кој море, ние одем, ќе измислевме, готово, ја ќе измислям, експерт, ја ќе измислям. Лек против корона, шо е ќе речиш, еве го, 6 лимони, во една чаша, цедени, со млака вода, 2 лајци сода бикарбона ќе клаеш, и ако сакаш додај и ламела од тристач, за да е леко форте. Измешај го убаво и ете ти, лек за корона. Само не е испитан, не е докажано. Знаеш како? Не се знае. Све може да биде. Ама во млака вода, не во ладна, никако. Зашто ќе се излечиш од корона, те фатат крајници. Никаква. Експерт до експерт.
Еден џанак има тука исто, пошто таа е малата, тука е Влашка мала и така натаму. И си правят муабет на секој што му лежи на срце, вика, море, брат, ни овие. Доктори, бе, брат. Бате докторите, ме звења. Ми викат, брато, ман, не дрогирај се, зашто умриш. Ама не се дрогирам как ја умрам, брате. Ти текви. Тие не се правеле превентива, мевентива. Море му викам, ман, докторе. Порава е да можам да се дрогирам, да измислите и да не умрам, разбираш? И докторов ме гледа и ми вика, тоа ж сите ке се дрогират. Па даде. Експерт до експерт, фала. Секакви ги имат, преако е. И можам да забележам колку агресија имат во луѓето и то го забележвам по децава најмногу. Живи се најмило, по децава се забележи тона, све гледаш што се дешават по дома. Пример, седам со моје нешто играме во паркчево и потака некои две девојчиња си се нишат на една нишалка, ко се појави едно клето, едно заклетено. Едно клето дете, ама не значи нешто се изнервира, не. Клето внатрешно. Од она му идат и почви пичкави мајчина. Викаме, овако Лига на шампиони финалето е. Оттам се пичкави мајчина, глупи момичишќа. Викаме, ова ултимейт фајтер ке стане. Ма флосајте се мортаму. Мъж пичка. Колко години имаш, море пиле, прекини, добро работа. И си викам, сега со овој не можеш да се понашаш ко со обичниве деца, знаеш, имат 3 фази пред да преземиш нешто брутално. Имат 3 фази, од прилика е, не, мој пиле, така, тоа не е убаво. Тоа е прва фаза. Втора фаза е, ама сега добро, сега молим те, немој така. Морат позитивно да завршиш, не? И трета фаза е, ама јас ке појдам и ке му кажам на татко ти. То се тие 3 фази за нормални деца. Со ова, не бе, бате, не бе ова, колнитко баба пешчанка. Немојш тие она безопасни методи. Викам, шо ми преостани, ке ги убие тоа, готово. Немил настанки имат. Не, викам, не морам нешто да се преземи, мисли коло нешто да се преземи. Шо превземам? Не сме да би ништо брутално, викам најнебрутално да сврши работа, да испрскам со крстена вода. А што да направам друго? Што да направам друго? Не можеш да го уцениш ова, да му речиш ке ти купам сличина или не ти купам поќе смоки. Ке ми здупи со нож, море, види го какво е. Смрдено. Смрдлосано. И одма си викам, не, Никола, дај. Сега, ама кој ќе ти требит крстена вода, немат во моментот. Немат, знаеш, имаме чешма пред зграда, ама не е осветена. И како се викат, одма на YouTube ми текна клипче барам, како да крстиш вода сам. Она, do it yourself, како ги викат. И текви барам немат, си викам, не бе, овие, кај ја кажве тајната, нема шанси. Нема шанси, ми текна, имам другар теолошки што студира, му се јавувам, му викам, брат, молим те, во фрка сум, жити мене, кажи ми во 2-3 чекори брзо, како да крстам вода, нешто дека ќе ти објаснам после. Ми викат, брат, го неам тој испит земено, неам лиценца за такви работи. Ја викам, дем, што да направам, зедов она вода, викам, ај ќе пробам сам посеќавање. Она, знаеш, ќе се сетам како било што се викаше и нешто таму, она, како се зедов и прам се аметани нешто, ајде во името на тој што го создаде ова клетово и што му остај простор во меморијава некој багој да инсталират, поможи му да се прочисти, форматирај го и нека продолжи понатаму. Му фрлив со вода, ако почна да писка тука, да вришти вака. Овде бабиве што седет, плетет пред зграда. Појма немам, само вака,
И рекол е, леле, види го овој колче избраниот е. Види го мор, детено, онде го прсна со водана, види го лошото, излегвито детено, мори. Леле, овој Джанаков ме гледат, виткат джоинт, викат, брат, ти си бил исцелител, А нема врска, јас со джешка вода го попарив детево. Зато биштеше. Джешка вода, и се смири. Шо, клето кое шо ке му прам, неке го милувам, природно море ти дат некако да омразиш клето. Клето заклетено, ви реков, ко баба Пешчанка шо колни. Заш не му направам така на некое, шо е бубалица, пример. Заш е загреота. Заш е душиче златното детство немат. Немат место поклон за роден ден, татко му и мајка му збирка задачи му дадоја. Не го пуштет на плажа да излези цјалица специјална купена со уве. Седи ми сонце, решавај ми на плажа, одење само за глупие. За греота, душиче, после никаквата е. И ова е екстремно, и тоа е екстремно. Човек, не знам, да не знам кој пат да го фати, седам вака и си викам пред зграда. Па која е смислата на животот, бе? То пред зграда си го викам. То пред зграда си го. То беше порано, море луѓе на времето, најважното прашање. Која е смислата на животот? Појќе не е најважното прашањето. Сега се сменија времињата. Сега најважно прашање е шо ќе јајме денес. Вечно прашање, секој ден. Шо ќе јајме денес? Не знам шо сакаш. Појма неам. Ти шо сакаш? Не знам ти. Шпагети. Неке шпагети. Па појма неам, пичко. Таман сте се договориле шо ќе ручате одма вечера и да. Шо ќе јајме. Пичко материну. Секој ден истото тормозење. Некогаш ќе си инспириран, некој повод ќе има. Нешто Свети Валентин, дандара-мандара, нешто, ќе се разбудиш, целиот полн со инспирација и ќе речиш злато уживај, не поставувај такви комплексни прашања, денеска знам што ќе јајме и јас ќе ти изготвам, уживај, опушти се. Денес сонце е специјален повод, имаме, ќе ти направам шкампи во сос од 3 пичке материне. Цел ден тука разготвен шкампи чистит. Сецка двака така морковина стапчиња, едно во јинг, друго во јанг, друго во син, друго во панг. Од Ботун му донесо ја свежа брокула набрана вчера. Не знам. Од Брежани шумски јагоди. Појма немам, готвит гарнира таму, цел fucking ден го потроши таму, по фенгшуја местит масава. Ти злато седи тука дека си јарец во хороскоп. Све атмосфера, музика, и седвите да јадите после 10 сати готвење и само правите бац на тие шкампите, и готово. Ги снема. Се шо е убо кратко трај. Не знам дали го имате тој феномен приметено. Се шо е убо кратко трај. 6 кила ребра да земите. Да се стават на скара. Убај се, кратко трајат. 3 кила само овој скараджијава во продвење за солј ќе ги поебит. Ке речут, ови останаја каснети, не знам за солј дали се погодени, не можев да пробам доволно. 6 кила ребра ќе ги спукат она. Се шо е убо кратко трај. Ребрата ќе си одат. Пробај босански лонац да те видам. Зелка варена. Или боранија. Ох, леле, Господе Боже. Ќе го сготви то некој 6 месеци во фрижидер седит. Никој не го пипат. Никој не го пипат. И кој го праша кој го направи ова, никој не превземат одговорност за овој терористички чин. Ал-Каеда се оградува, викат то на Ал-Каедански значи не. Ние стварно знаеме да разнесиме, ама ова?
Да си го јајте. Никој не превземат одговорност за тој немил чин. Вшолја да го историш босанскиот лонац или Боранија, ќе се затни чолјата. Ќе треба стручно лице од ниско градба да дојде тука да поможи со стручни совети. Не, чекај, нарати турај, нарати. Ќе блокираме, готово. Се што е во кратко трај, се што е проклето, вечно нема. Затоа и времево во брак, ако си, кој се во брак со аплауз, никој паметни луѓе, браво. Океј, сочувство за сите. Имам и пред, и јас да не се заборави. И во брак времето различно трај. Ако ти е препонај преубо, одма, вака ко секунда ќе ти помина 20 години. Ако ти е катастрофа, она тензија, факинг цел ден, сите вакви конамтјори, секунда не поминала, бе, ко вечно се, човече. И зато времето во брак кој ќе си различно се сметат, имат различно сметање на времето. Например, ако ти е заклетено, од прилика вака ќе биде. Злато, колку е сатот? Тој оттаму 10 да ми опушиш. Шо зборвиш, бе? Јас пак си мислев дека е 15 до цркни пичка ти материна. Море, колку брзо летат времево кога ти е преубо. И сега со коронава тие што се заклетени по дома, тензијата дупло се зголеми. Дупло, заш тој сакат да се разведит, немојт причина да најдит, знаеш, не смеет прв да е, ти текви, таја исто сакат да се разведит, ама немат причина и цело време она, ко на двобој се, чекат некој кикс да направит, кој кикснит губит, кој губит плаќат, алиментација. И вака цело време заоштрени, само се пратат, демек не заинтересирани, ама ко хиени се вака по дома, знаеш? Се пратат, не изе порака на месенџер ќе истигнит, пинг, и тој, кој ти овај, пичка ти материна, кој ти овај? Смири се, мора, човече. Во колку сатот ти пуштат пораки? 2 поручеке, море, мама ми пиши. Рецепта за сарма ми пушти, море, скоту. За тебе. За друго се нервирам, алабај. Тој после 10 години уплатил еднашка спортска. Готово, скандал. Семеен, таја ги зела децата на тераса. Озвучение изнајмила. Спектакл прави таму, земено микрофоните, пратечи вокали зад незе. Леле! Ја прокоцка! Фамилијава! Овие викат, go on, honey! Леле, за лепке немаме! Деца ќе остави на улица! Oh, yes, he will! И да тој... Што туку правиш, мори, одека сцени? Шо е лај, комшиве овде дали се смееш, шо бе влези, внатре. Се разбериме ко луѓе, нешто што е невозможно во таа фамилија, ама окей, од негде мора се почни. Се лези натре се што драматизираш, мори, што прокоцка. 50 денари на лифче уплати. 50 денари и то на тротоар ги најдов. Аха, на тротоар ги најде. И најде, овие кабли со бирет не бидна. Ништо од спектаклот вечерва се откажува, поради COVID-19. Со бирет овие кабли децава таму. Како да не ги најде. Никој не фрлят пари во денешно време. Фрлят. Не фрлят, фрлят. Кој фрлят, бе? Јас. Ги фрлив 50 денари, ги најдов и ги уплатив. За да инвестирам.
Ја ишлај на море, јас не играм спортска за мене. Јас одам таму, губам, инвестирам за вас. За да имате. Катастрофа е. И најако ми е кој рече, демек, жениве кој рече, демек, мъживе се визуелни суштества. Как не сме биле. Една тајна морам да ви откриам. Суштества сме, визуелни не сме. Значи, маж не памтит по, например, сега 500 сати косата ќе ја правила и си мислит, овај кој ќе ме види готово ко слика ќе ме запамти. Не функционираме така. Не, маж не памтит по фризура, по стайлингот, по не знам шо, по струкчето, било вака, било... Не бе, брат, не се замара тој. Некој дури ни името не го памтит на жена. Зато на Галена вика Цуцо! Цуцо, бе! Цуцо не се вика на некого од љубов. Цуцо не е име за нешто убаво, Цуцо е убаво за свинска полутка. Француска обработка. Цуцо! Цуцо ја викат, зашто не знаат како се викат реално. На времето дури одеја по гости, ке појдеја до кај нејзиниве, и нејзиниве татко и ке речеше Силве, донеси ми едно кебе пиле. И мажов да бе, Силве, памти сине, Силве, Цуцо, и едно пиво кој ти даш. Толкова 10 секунди меморија. Зато сакам да ви кажам, не памтит маж по визуелно, по не знам ти шо, по костумчето, по не знам стайлингот, ни по име не памтит. Маж памтит по распоред, многу едноставно. Тој дури вака да помини 2 пати жена му во размах од 10 секунди, ќе помини, само ќе чахтисат, виде некоја помина. Мајку. Втор пат го ќе помини дистата, одмah ќе си речи, која е пичкава, бе? Одмah по-друго е, разбираш? Сам да кажам, не памтит тој по единствено, памтит по распоред. Во 7 без 15, кој помина овде, го ебав. Дали била жената, моја, туја, мајка е, маж, немат љутење, таков е распоредот за дента. Нема тука љутење. Тоа е, такви сме, не знам појма. И ми се деси ова вечна борба е, знаеш, помеѓу мажи и жени вечна борба е. Го размислував ова многу долго и ми се деси една случка уште времињава кога беа нормални, пред да имат ограничувања, ги зедов децава и одам во пекара, влегвиме во пекара, 2 малолетни чеда, и влегвиме да си купиме нешто за јадење и оваја, таму, како се викат, продавачкава, ко хостеса се понашаше, само влезе, го виде девојчево и викат, ох, леле мори, пиле златно, как се викаш, ма? Малава ја гледат вака и само и прави. Ги имам дресирано, некој така да се обрати, скини го злато, сонце ојму. Вака ја гледат. И викат, кажи мори, шо сестра миш? Шо се срамиш, еј? И викат, не требит мори да се срамиш, женско си ти. Еј! Каква лекција животна, ја гледам и си викам, ти кузнит колку не се имаш срамено на времето кај касарна на онаму. Многу слободо умна ми изгледаш. Мислам шо очеквиш од 4 годишно девојче шо влегвит в пекара и гледат некоја прв пат во животов шо ја гледат. Да влезит и да речит, кај ви е шипката, извини? Се викам Михаела, ама викај ме Dirty Bitch. Fuck yeah! Дур се вртам, спреми ми 2 гевреци кифла пинерла и 1 геврек. Alright. Не, детенце, разбираш. И ја гледат и викат, женско си мори ти, не треби дич да се срамиш. Овие машкиве глупи се тие, нек се срамат. И сега, девојчево од една страна, синчево од друга страна и осетив дека има disturbance in the force, иначе не би се замарал, сваѓаш. Тоа е сепак детенце, не разбират се уште како функционира космосот и викам, сега ти го ебав мамето. И викам, не се сите машки глупи. Штам ако сега? И таја, ама
не, јас не мислев на тебе. Викам, ворете, релаксирај се, сега почни ме, и јас не мислев на тебе. Не, и викам, глупо е да речиш сите машки се глупи, пошто тоа е една многу широка категорија. Не се сите машки глупи, заш во категорија на машки спаѓаат Илон Маск, например, Стив Джобс, например, Томас Едисон, кој ти подари сијалица, нешто што ти можеш да го згасниш, кој ќе се клецате со твојот глуп маж. Така да не сите мажи се глупи и не сите жени се паметни, како што покажува примерот. Но факт е дека жените се попаметни од мажите. Тоа е факт. Да, факт е дека жените се попаметни од мажите. И јас ова не го викам заш го мислам, не, го викам заш сум паметен. Зашто ако речев обратно, маживе се попаметни од жениве, ке имаше нов хаштаг, протести, 4 овдека феминистки со бензин ке се запалеа, и ке ми пропаднеше и таја кариера што имам постигнато во македонски народни приказни. Зато викам, жените се попаметни од мажите. Зашто сум паметен. И сега жениве си кет, колку прогресивно мислит Колче, браво, царе! Subscribe, yeah! А маживе гледат и викат, братов имат рад да клецат вечерва. Фала, биди паметен, тоа е. И пошто сум паметен, размислувам на многу филозофски теми. Да. И една од работите што ги открив на филозофско ниво е дека анусот и репродуктивните органи се едни до други, заш животов и срањата течат паралелно. Ве бенди сви? Имат нешто, да. Анусот е совршен пример за срањата во животот. Совршен пример. Ништо паметно не излегло од таму. Репродуктивните органи од друга страна ги символизираат тие два прекрасни, различни аспекти од животот. Имате еден дел од животот кој што е поезија, преубо, Господе мили мој Боже, едно нежно, кревко, цутит, расцутвит, преубо е, емотивно е, преубај работи му се дешаваат, знајат да сочувствуваат, знајат да прегрнит, да те впијат во себе. Погодете кој орган е тоа? Вагина нормално, виж убаво звучи, Господе Боже. Поезија, песни пишат за неа, не знам, се разведват, се пичке матерни се брат, све. Вагина, гледай колку е поезија. Вагина, леле. Убајна си викаш, раскажи ми повеќе. Имате друг аспект од животот, кој што е стани, оди сврши работа, легни, стани, сврши работа, легни, да се организираме, мора е средено, стани, ајде, само напред, ура, пак легни, пак стани, пак легни. Погоди кој орган е тоа? Пенис. Не е ни пенис, тоа е курац, бате. Ништо се немат измислено за тоа. За ова све песни, поезија, нумери, фолк хитови. Еден од тие фолк хитови на кои што сега можам да се сетаме во 90-тите како пееја за љубовта. Никој не нема така љубено. Врв на еротиката во Македонија е ова. Како те имат љубено, ај жиди се, раскажи ми, дур сме дојдени, молим те, дај кажи како љубел, праеро. Ме љубна и... Во едно комбе имаше. После ме викна, рече, ке те носам на едно специјално место. Каде бре? Горна порта. Не, за вагина се е напишано.
Превоз за пенис, за кур најмногу што е измислено, врв на достигнувањата е курац на бициклу. Дали во глава мојте да си го замислите тоа, како изгледа тоа создание? Курац на бициклу, се тој ваков кој некој курац на то седиштето на пониот и долу мадинава едно погоре, едно подолу, само вртат вака. Тој виси кој некој курац. Најубајот да го одберат во светов. Најубајот некој млад, не знам, 18 годишен, најубав. Не се разбирам толку во пениси. Не знам што е најубо. Може некој да предложи ако сакат. Отворени сме за соработка. Најубајот да го изберат некој цело време што е во ерекција, некој топ атлета на годината, разбираш? Азган младо некој. Крцкалче. Ча се поднаместам. Крцкалче некој да е скрос испраено, море црвено во обравчината. Што све ви напикав во главите вечерва, Господи Боже брајако. Крцкалче некој е вака право што стои, колку сакат младо нека е, пак овде во Коренов, вака едно имат ко престарено. Косим ки имат проблем со тироидната, не дај Боже. За вагина мора се имат се измислено коктел постои, измислен за вагина. Тој коктел се вика Juicy Pussy. О! Тешко тој шанкер што работел во животов, да ти дојд некоја млада на шанков поднапиена да ти рече здраво дечка, сакам Juicy Pussy. Кој не сака? Кој е тој ненормален што не сака? Немат коктел за курац, ви кажам, само курац на бициклу нешто. И знаеш што е најаката работа? Види во каква ситуација немилосрдна ги имат саено овие зборови. Овие зборови што значат безобразни, срамотни, невкусни нешта. Заш некој морало да имат збор за нешто такво, за нешто што виси. Морало. Никој не сакал да се нафати. Никој не сакал. Извини, ти, љубичица, сакаш да си ова? Не. Јас сум окей. Окей, мала плата, код цвеќе редовна, убо ми е, Не, фала за поштовање. Не можам, И немало чаре никако во ману седеле овие академици, ве размислувале. Пушеле од нервоза цигари, никој не сака да се нафати за ова, никој нема име збор да најде, да му се сневиди. Ти виделе долу некој збор се мотал по ходников и му река, извини, дечко, извини, као се викаш ти? Кој? Молим те, дојди, една рака само да клаиш. Ке ни свршиш работа и готово, од тоа се нафатил и тоа е то. Бенефициран стаж треби да има. За тие зборови треба посебно поштовање, зашто постојат, ја вршат најтешката возможна улога. Лесно е да си срценце. Тоа секој го мојде. Тешко е да си курац. Затоа треба да се нафатиш, треба да се жртвуваш. Разбираш? Ти губиш најмногу секогаш, бенефициран стаж. Нема да ги имат никогаш тие зборови во говорот на председателот. Никогаш нема. Колку сакат нека се труди, шанса нема. Председателот ќе излези, кој сакат нека е председател. Ќе излези, ќе речи, нова нација се наоѓаме во прилично тешка состојба, нова нација е потребно да се обнови, потребно ни е љубов, разбирање, толеранција, потребно е да имаме многодетни семејства. Не брат, за многодетно семејство не е потребно љубов, толеранција, разбирање. Потребно е кур, пичка и глаголско дејствие. Не треба коефициент на интелигенција, не, што глуплје, то боље.
Клај го и почекај. Не брзај. Заш се што е убаво, кратко трај. Тоа е потребно, разбираш? И ми се смачи, размислував, барав решение, размислував и како се викат ми се смачи овие зборови да се дискриминирани тотално и решив да ги употребам во едно уметничко дело и тоа го сторив, почнав да пишувам басни, знаете. Да, само што моите басни не се како кај Езоп, малце се поживописни. Кај мене ликоеве се овие што ви објаснав сега пред малце, сега јас ќе, ако ми дозволите, ќе ви раскажам една басна. Може, со спонтан аплауз, да, ви благодарам. Например, вели вака, си биле курот и простатата, ви реков дека ќе е интелигентно, и си се шетале некаде низ некоја шумичка, бил прекрасен ден, и како шо поминвеле покрај некој поток, почнал куров да подскокви и вика и рекол на простатава, извини, дали ќе можеш да ме почекаш од преска, трпам да си измочам една секунда од водава, некако ме инспирираше. Простатава го видела курот и му рекла, абре, аман, ме потече. Да, треба време, во ред е. Не брзаме никаде, ви реков, интелигентно е. Си биле млада вагина и возрасна, искусна вагина. Седнале на кафе некаде, си правеле муабет, она, знаеш, пич-прич. Си пиеле кафе, си правеле муабет и младава вагина ја прашала на поискуснава, повозрасна вагина и рекла, амар, што е смислата на животот? Возраснава ја гледат и вика, прво, отвори уста, после речи феминизам! Се сретнале шајка, штица и петица. Така спонтано. Петицава дошла последна, ги видела шајкава и штицава веќе споени во муабет. Дошла, се закачила за нив и си правеле муабет, се нашле трите на муабет колку се антивакцини. Да, правеле така пола сат муабет, после тоа дошол тетанус и им го ебал муабетот. Како мало предупредување. Се сретнале шприцот и радоста. Онде Влашка Мала, негдека, после метадонска терапија, не си имале долго време видено. Знаеш, глупа ситуација било, месец дена поминало и она тишина непријатна, глупо се гледат. Пред тоа биле заедно и шприцов дека полн со ентузијазам, решил да ја скрши тишината и рекол на радоста, Сажа, почниме од ново. Не знам, пример. Се сретнале кефот и цицките. Ова прејака е. И кефов само што ги видел цицкиве, одмацени од кефој. Одма ваков, прави журка, јако ке, пијачки ке зејам јас, музиче, јебеш корона, се дружиме, уху! Овие малце ограничени, знаеш, провинцијалки двеве. Одма зад прслук се скриле, вака седат и ќутат. Ајде мора излезете да се позезаме, ничо не ви право опасно, ева! Пробвел кефов, пробвел, месец дена муабети се дриблале, се носеле по кино, по вечери,
по не знам каде, по частење, шопинг, тантара, мантара, после месец дена цицки ви рекле, убаве, ај малце ке подизлезиме. Таман излегле, се расипал кефот. Как да ви речам? Ама тоа е, знаеш, најако е кој ќе речат, за вкусовите не се зборувам, зашто ќе правиме друго муаве. Али факт е дека многу е прогресив, посебно младинава во денешно време, имам анализа направено. Летоска гледам група дечки, млади, на плажа. И вака кој ќе ги гледаш, тројца, четворица, едам колку беа точно, застанати, абе средени, набилдани, средени мамо мила, како вајани од мермер, вака оддалеку кој ќе ги гледаш. Како што се приближувам, ситуацијата се разбиструва, ги гледам, розеви купачи, другиот джиш зелени, ко тапи за нариби собрани, знаеш? Овде делфинче истетовирано, муце мори златното. Ги гледаш во купачиви и одма ти е јасно, си викаш со овие, ако име риби да фаќаме, ќе си знафаќаме. Најмногу промаја, реума да фатиш. Застанати беа селфи да си прават. Со едниот мобилниот вака го држи и застанати малце суптилно, како и со муцињата, знаеш вака. Она суптилно, сенжуал. Вака застане. Викам, зошто бе човече, зошто мора да сме исти во све како дамиве? Нема, мислам, плюс и дамиве веќе се ојдени, знаеш каде напред? Ова фаза 94-та ја поминаја. Вака со муцето. 94-та и то тогаш ни ботокси, ни филери, ни ништо не беше измислено. Цица ја, капаче од Кока-кола. Ова е факт, не го измислувам што е најако. Цица капаче од Кока-кола, вака, за да и потечи муцето овде вака, и викат на другарка, и побрзо сликај, ке ми спадни. Блик. Мислам, таа фаза 94-та ја помина. Кога ги видиш денеска дамиве на Инстаграм, во муцето, не капаче од Кока-кола, ко капак од буре за Зелка Расол редење да цицала. Вака. А4 во муцето. Викам, како се шминкате, мори, нормални. Чекаш од Македонија пат, пешачки кој ќе прават и не ги виш вака, да те поминит со компресорон. Господе Боже! И секам, зошто мораме да сме во све исти? Со дамиве не мора, абе ке дојд време, море, луѓе. Капка тестостерон ке немат на планетава. За адет ке немат, за лек тестостерон. Знаете што ке бидит покојки ке тропаме вака, ке тропни тоа чедово, ке отворит комшијата, тој малце е позаостана, знаеш. Уште назад е со материјалот. Речи, комши, како е? Шо броиш? Шо треби? И ова чедово. Извини, комшија. Не можам да зборувам Многу ми е мутео. Имам уште разборвано. Молим те, ако Бога любиш, да ми наклецаш дрот тестостерон. Јубилеј имаме со дамава. Со Јован. Молим те. Да имам колку да примам дрот тестостеронче, колку да можам да му ја влипам една адет останало од стари. God damn. Некој ќе речи негативен си, Николче, не ги сваќаш работиве.
Сите сме, помалце или повеќе, негативни. Тоа е затоа што така сме едуцирани од деца. Така сме едуцирани од деца, разбираш? Ево, тест ако сакате ќе направиме. Ќе ви кажам еден збор да се кладиме дека првото што ќе ви текне на умот ќе биде негативна работа, не позитивна. Сакате да пробаме? Ево, еден мал експеримент. Спремни? Еве го зборот. Велешта. Кој помисли на Темјанушки? Не, прво што ми теквити мене се курви, дрога, киднапирање евентуално. Никој не мисли на позитивни работи, одма на негативни. Никој позитивно не размислуват, не помисли дека, например, имат половен фар за Мерцедес. Велешта! Тоа е така, ви реков, затоа што сме програмирани негативистички да гледаме на работите. Од деца не учат се со негација. Се со негација. Немој таму, не оди таму. Не оди таму, Стоко. Неој вченки Джесика. И ти ако си Джесика, прво што ќе прашаше, кај се ченки, бе? Негативистички е се. Не знам. Мајка, керка, кои ќе спремат за прв пат излегвање во дискотека, тоа е врв на негативистичко размислување. Го земат момичево, го врзвит тука за столов, со салотепи, со бодликава жица, со пуштат струја околу питбул, никој да не сме да се доближи. И викат, сега ќе почниме да те мажиме. Мама, прв пат ќе оиш в дискотека, немај сонце, мајкино, да ми се пазиш таму, мило моje, пази некој дрога да ми ти фрлит во пијачката. Ох, леле, и викат, керкава, ох, мамо, би сакала, но... Немој сонце, мајкино, ќе ми ти фрлет дрога во пијачката. После ќе се опијаните, значи прво ќе се рокните, после ќе се испијаните за појако да е. Немој, мило моje, после да ми те однесет во машконо со нож да ти издупат. Мама, добра си? Па ке те силовет? Ке те однесет онаму, ке те фрлет сатеска? И ке си го извалкаш новото блузиче. Значи, ова, во ваков редослед, никогаш се нема десено во животов, досега, и никогаш нема шанса да се деси. Шанса нема да се деси. Сегменти од ова, да, ова вака целосно шанса нема да се деси. Како прво ти не купиш на секое излегвање ново блузиче, значи ете, мајки, спокојни бидете. Нема да се деси. Второ, ќе ти фрлет, ај можда дрога ќе ти фрлет, ќе се издрогирате, тоа сигурно, како што идат времињава се повеќе. Ма ќе се испијаните дефинитивно, молим те, значи да. Се надевам дека прво нема да те издупат со нож, после да те силове. Ако е обратно, можда некако со многу сеанси на психијатар ќе речиш полбо така отколку вака. Мислам, знам, ненормално е, болно е, ама ај. Зошто иначе би го направиле психопатите сето тоа? Ти текви. Второ, ќе те однеселе сатеска. Кој ќе се ебават до сатеска? Разбираш, нема шанси. Значи не, и трета и најважна работа во целото тоа негативистичко размислување, кога сакат нека биде хорор, мораш да се потрудиш да најдеш позитивна работа. Значи позитивното во целово е дека доколку некој сакат да те силуват, мислам не му го посакувам ова на никого, настана прекрасна тишина, борете, не, ова е измислена ситуација, не учествувате во ова, пример велиме, значи доколку евентуално измислена личност од некој роман, некој сакат да ја силуват, значи си привлечна. Никој фока не сакат да ебават. Не. Фока да излезит на базен по бикини, средена све. Со бразилска, со све. Средена вака. И да почнат да трчат по гостиве, па овие со розеви купачиња што се. Лепотани ме.
Не, никој нема да се нафати, ке рече, бегај ма, ои бе брат, оди среди ја, оди спаси ја, шо сум бе аз море, црвен крст. Мора се мисли позитивно. Ево, ама секаде, буквално секаде негативистички. Во Божји заповеди, ево исто имам приметено, мислам се јас не сум некој релевантен то да го кажам, ама го имам приметено и затоа пошо ово е моје ќе го кажам. Да. Имам приметено, имам некое од негативистичка гледна точка се пристапуваат кон работите, веројатно во преводот нешто имет зезнато. Например, имате на Божја заповед, ја знајте сите, сте ја слушнале нормално, не лажи. Гледај се одма, не лажи. И теквите одма негативистичка гледна точка некако е. Јас, например, во животов, никогаш неам излажано. Не, најсериозно, не. Кој ќе се најдам во ситуација кај што треба си го спасам газот и да излажам, не сум некој аматер, не лажам јас. Не, си имам ангажирано внатрешен адвокат. Да, професионалец си е тој, си е. Од какви гомна ме имати стаено. Да, професионалец си го плаќам све, тој си го превземат случајот, ми си има десено милиарда пати. Се враќам пијан лајно направен од ФПАП, пример, и не можеш дома да се прибереш, пола сат со клjuč од гимнастики, вежбаш и уствари сваќаш дека е отварач за пиво, не можеш со него да влезиш дома ти. Ме разбираш, колку сакаш мачи се, биди джедај, нема да влезиш така дома ти, и сопругава само ти отворат вратата, и ништо не велит, тоа е најако. Значи, отворат, следи ме ти викат. И ти кажеш, Злато, молим те, шо Злато море? Лајна се направивте пак стоки едни пијани. Секој викенд смачено ми е, веќе смачено ми е. Не зимите, не сме напијани, како? Молим те, шо не сте напијани? Пола сат се мачиш вратана да ја отвориш, а отклучено ти оставив. И ти колку и да си пијан, сваќаш дека си гомносано и дека излез од ситуацијава немат, ако речиш А, може да биде само полошо. И зато во себе си викаш, јас се повлекувам, молим те брат, ти превземи го случајот. И одма адвокатов се појавуваат, среден пицнат со одело акташна, викат добро вечер, почитуван суде, екселенцио, признаваме со мојот клиент дека е виновен за злоделото кое што го причини, не е прв пат, свесни сме за тоа тој го признава, нели? Нормално, многу јасно. Но сакам да дополнам како доказ дека тој не го направи тој нехуман гест кон семејството заради клети штетни причини, тој тоа го направи се на повисока цел, имено станува збор за неговиот другар цртичка, нека влезе во записник, најверен, Филип Ангеличин Жура, кој со својата сопруга долго време се обидуваат на секој. Простете, чесен суд е преемотивно е и за мене, а се обидуваат со сопругата да зачнат на секој возможен начин да имаат потомство. И ете, оваа вечер токму тоа му го соопшти на другарот свој и тие решија малку да прослават, нели, готово женава, перде и падна, викат, стоко сеш не ми кажа, браво, леле, шубо, леле, сонцинја, мили, утре ќе удам, ќе купам 2 пара шпикозни, едни сини, едни розеви, заш со инвитро, веројатно така, да, со инвитро дупло се раѓе деца, може машко, женско, ако не ќе ги смениме ондека, знаеш, на ќе прев, не е битно, јас ќе средам сонце, супер, готово, бате, заборај женава, Жура, ни жена имат, ни се трудат да зачнат, ништо, брате, лајна се направивме пијани, ме избрани адвокатот, не лажев и повторно слобода! Во живот немам излажано, ќе повторам.
Друга Божја заповед, исто од негативистичка гледна точка, кај што се гледам на работите, не убивај. Не ни планирав. Кој е тој што сабајле станвит и вика, че да видам какво е временцево денеска, о, сончево и тивко, ха-ха, морешува ја скинам некого. Ке биди сончево, но не и тивко, рен-ген-ген-ген-ген-ген-ген. Сам, кој е тој што го прави то? Не викам не, имат психопати на планетава. Ама овај што е горе, судијава што го водите над преваров, пак може да свирни со свирчево. Офсайд! Надвор, ајде, напушти го над преварот, пред да напред фаул во напад некој. Така пример велиме. Нема потреба, не убивај. Гледај, од друга гледна точка, ако се размислуват позитивно, може истата заповед да биде, само с малце со други зборој, и тогаш би била убава си поминиш. Викој ентузијазам го имат. Одма е некако ланч појке, такво. Знаеш, в кафана седнати сите, убава си поминиш. Некој ќе фрлит некоја една-две појке, ќе речеш, кој пичке материне, што се дешава, скинам сите. Одма ќе му речеш, брат, смири се, молим те. Со овај однос никогаш нема да влезеш во рајот, молим те, седни, убава си поминиш. Одма ќе се смирит, ќе рече, не, брат, не знам што ми стана. Ама убаво вака ме фати со позитива. Зашто цело време кој ќе ми повторват, не убивај, не убивај, не убивај, братот само повторвање ми да му ја влепам една. Во сообраќајов исто така, негативистичко гледање, тотално. Знаци ставени, не знам, она му ботун поминван 30 години, знакон 30 години стои. Опасна кривина. 30 години. Ам поправите ја, море, пичка му материна. 30 години е опасна кривина. Знаеш каква е оваа? Опасна! Брат, во 30 години не багери, деца на екскурзија да носеа на местото, не со лопата, со лајче за еспресо секој е вака да земеше по трос земја, па не тунел, обиколница ќе се направеше. Опасна била кривина. Или најако ми е го кречат, пази, одрон. А кај? Не, ама мој да се деси. А се има десено во последниве 20 години? Не, ама ние пресметавме, може да се деси. Брат, така ако гледаш, може и украинки да имат тука, ама не викаш, пази, мајсторе. Украинки, кочи, запали цигара и опушти се. Може да се деси, не? Мисли позитивно малце, мајку му стара. Не, секојаш се такмичиме со некои такви негативистички работи, сите сакаме појако, побрзо, поубо, од дома не терет, појако, побрзо, поубо, си завршил едно школо, викаш, матурирав, дипломирав, не знам нешто, и одма теткиве идет, ајде, честито диплома, и за поголеми дипломи ти даме. Одма левел ти крема. Нема ден да останеш, ајде, си завршил, не знам, си направил поголема диплома, заврши, викаш, завршив се, вработав све, сега си викаш ке поуживам. Не, сега ти викат, ајде брат, жени се, толку е време во море, дете, жени се, ајде, ти си викаш, добро, валјда така треби. Ајде, ево, се зедовме, тато, се зедовме, ајде, сега што чекате, прајте нешто, прајте. Сакаме внуци да имаме, ајде, ти викаш, добро, слечи се, тато викат, побрзо, појако и поубо. И тука се грабните све, женава се напинат, еве, детево се роди, идет овие роднини на мекици, на не знам шо, идет и ти викат, ајде, здраво и живо да е, допата уши едно, чекај море, нека се опоравит, нека здивнит да му се сневидит. Не е лента во Косталова, па сега, ајде мајсторе, ама добро, ако викаш ја земаш тука, в мекици ја облюбвиш. Да не знаат родниниве шо е мекица, шо е куленот. Тука ја облюбвиш, раѓа дженава, дават се од себе. Она, вади то, се понашат ко магионичар на детски роден ден. Опа, кај, еве го, вади то тие децата, што се скриени за гости потома. Еве ги! Цело време појако, побрзо, поубо.
Дури кај тинејџериве го имат тоа. Имам сретнато по социјалниве мрежи, форуми, некои се прават. Демек секоја наредна генерација ќе била пофаца, ако барем малце порано, барем 15 минути порано, ја загубиле невиноста. Гледај се, такмичење за нешто глупо. И како се вика, ќе дојде време кај што ти во утробава кај мајка ти кој ќе си. Ако немаш имано 7 разводи, 25 женски клецано и ако не си заборџен кај лихвар, тебе ништо ти се нема десено брат во животов. Ти внатре дур си во мајка ти, вртиш со мобилниот, викаш друштво, дојете дома Samsung. Преако ке си поминиме бичис и идет овие кузлите од кај влегват негде. Од задна врата, од предна, од појма неам. Вие појке се разбирате од тие работи. Влегват внатре во мешево од мама ко сабвуфер се понашат. Кога ќе дојд комшивката на кафе и викат, амор, клоцат детево, не да клоцат златна ова моја, во клецат внатре. Знаеш, кога ќе се породит мајка му, паралелно да станит и мајка и баба истовремено. Ова внатре родила жена му се све наеднаш, на еден трошок. И само во тој случај, ако мајката станит и мајка и баба паралелно, што е невозможно, ама само тогаш имат право да речат колка и сакате бидете, за мене вечно ке сте деца. 100% ви го име, драги. Колка и се прв, која нелогичност е море? Колка и сакате бидете, вечно ке сте деца. Таја има 95 години, пример, во еден момент. Детево имат 78. Со татко му исто 95 што имат, ова 78 годишново и излегле малу. Одат. Ќе дојд комшијата ќе му речи, Митре, кажва! Излеговме со детево малу. Ќојме до на интерно. Со ковидишкево сега морат кревет да делиме со синчево. Милото на тато. Ау, што зборвиш бре, ова малово твоето е? Аха, машала колку порастело. Да го видев, не те опознае? Ту. Не плюкај, море, ќе ми го инфицираш. Во ризична група ми спаѓа. Ела ми на тато. Прашќавај, не го има видено, години. Колку години имаш, море, пиле? Седумдесетипет. Машала напредно, море, ова изборвело. Браво. Митре, убаво што те видов. В петок ќе му правиме роѓендан. Ама нема да биди двоигроте како порано. Не. Тешки времена дојдоја. Сега ќе му го правиме роѓенданов во аптека. Заштиве другарчина му се со различна терапија. Да не знае човек што да ги послужи. Длака во аптека, кој што му е, ќе си земи. Со што сакаше тортата да ти ја направиме, тате? Со хелекс и бипресо од озгора. Ама да знаеш, уште овај роден ден и готово, поќе не славиме. Зашто уште 2-3 другарчина му останаја. Другите готово, дипломираја. Фала ви многу, тоа е се за вечер. Thank you!
Hvala ви, чувайте се.